Грозовано убиство го потресе Свети Августин кога една жена беше најдена мртва пред својот дом. Дали тоа беше соседот, поранешниот сопруг или некој сосема трет? Родена во богата фамилија, Аталија Понсел Линдсли беше бродвеска актерка, модел, пронаоѓач, агент за недвижнини и авторка. Незините критичари во списанијата ја опишаа како жена со остар јазик, агресивна и надмена, за која кажаа дека, цитирам, не беше многу обожавана каде и да одеше. Во 1973 година Аталија се омажува за Џејмс Линдсли, агент за недвижности и поранешен градоначалник на Свети Августин, Флорида, каде што Аталија живеела во тоа време. Иако се венчале во септември, до следниот јануари двацата се уште живееле во одделни домови. Аталија се обидувала да ја продаде куќата во која живеела и не сакала да остави празна пред да се пресели во домот на нејзиниот нов сопруг. На 23 јануари 1974 година, помеѓу 6 и 15 часот, 56 годишната Аталија излегла надвор да го прошета својот син папагал Клементина. Пред нејзиниот двор таа наишла на човек кој држал мачета и кој ја нападнал и ја искасапил до смрт. Додека полицијата пристигнала, Аталија била речиси обезглавена. Шефот на полицијата Вирџил Стюарт рекол, цитирам, таа беше мртва кога стигнавме таму. Беше лошо искасапена, главата беше речиси отсечена. Соседот 19 годишниот Лок Маккормик рекол дека ги слушнал крците на Аталија од својата куќа. Кога отишол да ја провери Аталија, го открил нејзиното искасапено тело. Им кажал на полицајците дека видел маж на возраст од 50 до 60 години, облечен во бела кошува и темни панталони, како се оддалечува од куќата. Еден од менувачите пријавил дека имало многу крв во тревата, која течела низ целата јужна страна од куќата. На 17 февруари 1974 година, механичар по име Дјуи Ли рекол дека ги преборал мочуриштата на 300 метри од домот на Линдсли и открил мачета и пакет во која се наоѓала крвава бела кошуга, темни панталони, часовник и пар чевли. По смртта на Аталија, Френсис Бимис, 70 годишна пензионирана директорка за односи со јавноста и моден консултант, им кажала на своите пријатели дека знаела нешто за убиството. Бимис, која наводно била пратка на Аталија, се вели дека соработувала со писател за издавање книга за Аталија по нејзината смрт. Таа не изгледала исплашена кога Аталија се појавила убиена и им кажала на новинарите, цитирам, мислам дека Сент Августин е најбезбедното место во кое некојаш сум живеела. Излегувам на прашетка ноќе и ќе продолжам да го правам тоа. Излегов и на прашетка истата ноќ кога се случи убиството. Френсис наистина продолжила да шета ноќе, вклучително и на 3 ноември 1974 година, малку повеќе од 9 месеци откако Аталија била убиена. Следниот ден, недалеку од местото каде што беше убиена Аталија, човек кој го шетал својата куќа, ја пронашол Френсис мртва на празен паркинг. Очигледно таа неколку пати била удирана со бетонски блок. Беше полугола и поголемиот дел од облеката беше искината, иако извештајата од обдукција не пронашол никакви докази за силување. Шефот на полицијата Вирџил Стюарт во тоа време не верува дека постои врска помеѓу убиствата на Френсис и Аталија. До тој момент полицијата имала 20 осомничени, па ајде да навлеземе во теориите. Првата теорија укажува дека сопругот на Аталија, Џејмс Линдсли, бил одговорен за нејзиното убиство. Џејмс бил агент за недвижнини кој имал 2 мандата како градоначалник на Свети Августин. Иако живееле во одделни домови, Џејмс рекол дека немале брачни проблеми. Аталија сепак испратила писмо на својата сестра покажувајќи дека има проблеми. Цитирам, Џими е пијавица, тотален лажго, напишала таа во едно писмо. Аталија исто така рекла дека ги сменила брајде на нејзината куќа. Во сведочењето на судењето за убиството на Аталија, а не на судењето што го гонела Џејмс, Џејмс ја рекол на поротата дека поседува мачета слична на онаа што се користела за убиството на неговата сопруга. Тој обично ја чува во багажникот на својот автомобил користејќи ја за да сече грмушки додека разгледува недвижности во својата работа. По убиството на Аталија тој ја предал мачетата на полицијата. Во тоа време било вообичаено жителите на округот да поседуваат една или две мачети кои се користеле за да се справат со обилната фауна на Флорида. На судењето на Џејмс му била покажана мачетата која се користела за убиство на неговата сопруга. Џејмс не можеше да потврди дали е таа неговата. Велејќи му на судијата, цитирам, мене сите мачети ми изгледаат исто. Втората теорија сугерира дека соседот на Аталија, Алан Стенфорд, ја убил во кулминација на долготрајна караница. Според New York Daily News, Аталија сакала животни и вдомувала разни миленици, вклучувајќи кучни кучиња, па дури во еден момент и коза. Бучавата од овие животни честопат им пречува на незините соседи. Според авторката Елизабет Рендал, двацата соседи на Аталија, Стенфордови и Маккормикови, поднеле јавни жалби за бучавата во 1972 година, што резултирало со казна од $50 за нарушување на јавниот ред и мир.
Во тоа време Стенфорд бил менаџер на округот Сент Џонс, чие седиште е Сент Августин. Аталија очигледно и предложила на таа комисија дека Стенфорд не е квалификуван за својата работа. Појавувајќи се намеку 4 пати пред комисијата за да се пожали од него. Аталија тврдела дека Стенфорд ги занемарува своите должности за одржување и изградба на патишта, но нејзините жаби вклучувале лични незадоволства. Аталија јавно го обвинила Стенфорд дека ставил шеќер во резервоарот за гориво на нејзиниот Кадилак. Следствено на 9 октомври 1974 година, таа изјавила дека Стенфорд се закани велејќи. Цитирам: "Тој човек ми се закани по животот, тој сакаше да ме убие." Според Рендел, само неколку часа пред убиството на Аталија, Стенфорд бил посетен од одделот за професионални занимања на Флорида на барање на Аталија. Рендел вели дека тие истражувале дали Стенфорд ги кршил државните закони на Флорида. Кога Лук Маккормик првпат ги слушнал версоците на Аталија, тој погледна кон нејзиниот дом и рекол на баба му, цитирам: "Господин Стенфорд ја удира госпоѓа Понсел, што било моминското презиме на Аталија." Маккормик подоцна објаснил дека претпоставил дека човекот е Стенфорд врз основа на неговата оплека и фактот дека човекот се упатил кон куќата на Стенфорд. Но тој не го видел лицето на човекот, ниту навистина знаел дека е тој. Шерифот го однел Маккормик кај хипнотизер со надеж дека ќе откучи дополнителни сеќавања, но резултатите биле неубедливи. Ако се сеќавате, Дјуи Ли открил кутија со докази вклучувајќи крвава кошула и часовник. Иако кошулата стоела во солена вода и кал, предолго за да се утврди дали крвта на кошулата припаѓала на Аталија, поредничар успел да идентификува ознака на кошулата која го содржува името на Стенфорд. Пострашен детал за Стенфорд бил часовникот кој еден зватар го идентификува дека му припаѓа на Стенфорд. Стенфорд тврдел дека по убиството открил дека му недостасува часовник. Стенфорд бил обвинен за убиството. Неговите пријатели и членови на црквата собрале $20,000 за неговата кауција и околу $250,000 фонд за одбрана, што би имало иста куповна моќ од повеќе од $1,3 милиони денес. Одбраната на Стенфорд тврдела дека шерифот Дадли Герет Дјуи Ли и сопруга на Аталија Џејмс Линсли работеле заедно за да го наместат Стенфорд. Цитирам: "Не е ли чудно што сите шерифи и обучени полицајци не знаеат што да бараат или каде да бараат, а Дјуи Ли без да застане отиде директно на местото во грмушката и веднаш ја најде кутијата. Јас тврдам дека Дјуи Ли го поставил пакетот таму тоа утро." Одбраната го посочи Дјуи Ли како измамник. Клучно за одбраната беше сведочењето на Адел Маклафлин, службеничка за обработка на податоци и соседка која во тоа време возела велосипед покрај домот на Аталија. Адел сведочеше дека го видела Дјуи во дворот на Аталија помалку од 2 часа пред да се случи убиството. По 2,5 часа размислување, на 3 февруари 1975 година, породата го прогласи Стенфорд за невин. Кога излегува од судот, шерифот Герет им рече на новинарите, цитирам: "Да, мислам дека Стенфорд го направи тоа. Јас се потпишав жалбата против него и не се согласувам со пресудата."